Добар ден, драги мои. Ви благодарам што сте и денес со нас заедно во Брза кујна. И што долго време сме вашиот вистински избор во периодот од 17 часот, кога ги завршувате, се надевам, сите обврски и уживате во наше друштво. Денес ќе биде забавно, затоа што повторно имаме нови асистенти, малку ќе се преселиме во еден друг град, но како и да е, се ќе да знаете за многу кратко, откако најпрвен ќе ги пречекаме заедно шеф Бобан и шеф Никола. Ајде, шефови! Како убаво си пристигнувате. Браво, Сања. Дали сте добри? Одлични сме. Одлично. Здраво, шеф Никола, здраво на сите. Се надам дека и денес ќе имаме успешна Брза кујна. Како и секогаш. Што се случува кога некогаш немате желба и волја за не да дојдете на работа, него ни да готвите. А има такви денови сигурно. Има, да. Да не се правиме дека сме Нормално дека има, но некогаш што се мора не е тешко навистина, па наоѓаме некако инспирација дали од луѓето, дали од времето, енергија сакаме, ги гледаме намерниците, сакаме да ни зборуваат малку за да дојде идеја некоја. ставаш насмевка и знаеш што е многу заминуваш. битно кога ќе почнеш, па после тоа иде работата. Ајде, нема Менува више за расположението се менува, Сања, да. Веднаш се менува. Кога ќе почнеме да работиме, а тоа го работиме со љубов, така да веднаш ни се менува расположението, значи тука некогаш и знаеме да се смириме со готвењето. Дефинитивно, да. Затоа и денес си одиме да си готвиме, затоа што знаеме дека таму можеме да бидеме само расположени и ништо повеќе. Одиме на позиција. Ајде. Да, драги мои, пристигнуваме на позиција, насмеани и расположени да ги пречекаме нашите денешни асистенти. Велешани, секогаш подготвени да дојдат во Брза кујна, да видат како е од оваа страна и пред се да се забавуваат. Имаме двајца пријатели денес кои што одлучија да видат оваа страна тука во Брза кујна. Во тимот на пиперките, шеф Боби, како негов денешен асистент, ќе го пречека господинот Владо. Добре ни дојдовте, Владо. Добре ви најдов, господине Сања. Ви благодариме што сте со нас. Здраво живо, господин Владо. Добро ни дојдовте. Живо, мајстор. Дали сте добри? Добре, одлично. Браво, одлично. Повели дека шеф Бобан. Добар ден, мајстор Боби. Господин Владо, добре дојдовте во Брза кујна. Здраво, живо, Добри сте? Добри, одлично. Расположени вака. Нема грешка. Да, оставете си тука турбичката, господине. Што ме решиле да дојдат во Брза кујна, не може да не бидат расположени. Така ли е, Владо? Од кога гледам и од кога сакам да дојдам. Многу ми вистина? мерак. Да. Ајде тогаш, засладете се со еден манастирски локов вкусна вишна, па да тргне работата. Со благо. Секогаш. Сладко, сигурно трега работата, господине. Дајте го тоа кај мене, а вие, се сноѓаат веднаш нашите асистенти во кујната. Ајде да видиме што вкусно денес ќе подготвиме. Пилешки надкопани. Добро. Урдичка. Имаме исто така макарончиња, тестенини, перфето. Бисквити. Охо, тиквичка. Тиква. И карфио. Вака така, Хубаво убави изгледа. намерници. Да. Ајде да видиме во каква состојба. Пилешкиот надкопан. Да, одлично. Тоа е веќе спремно за да се стави на тава и да си го направиме. Имате ли некоја желба за главното ја да ни кажете ми од копаните да направам? Мајстор, Јас предлагам да ги направиме во еден убав крем сос. Имаме урда, ќе употребиме урдата. Најпрво ќе пропржиме со малку путерче кари, ќе направиме нубаво со пилеш, којто мене некако многу ми одговара карито. па вие ги знаете. Да, Мислам, ќе си направиме еден убав гарнир, ќе обариме малку карфиолот, ќе го обариме, потоа ќе го ставиме малку да ни се пропржи со мешавина од зачини, ќе додадеме малку буковец, малку мешан зачини, ленка, ќе додадеме малку солца, ќе додадеме малку што можеме друго да додадеме? Малку кетчап или соја сос, ќе видам како ќе направиме една убава комбинација, една убаво гарнирче. Кари зачин ќе употребиме со малку путер во тава, потоа ќе додадеме внатре малку крем за готвење, ќе додадеме од урдата внатре и ќе направиме еден убав густ сос, кај што на крајот ќе ги искрчкаме копаните. Тоа ќе ни биде како главно јадење. За пред јадење ќе направиме едни тестенини. Тестенините ќе ги ставиме веднаш да ни се сварат.
8 минути време на подготовка, веднаш во топла вода убаво ќе ни се сварат. Во меѓувреме ќе направиме ситно сецкано прашче, ќе сецкаме, ќе додадеме од цветот од карфиолот, ситно сецкан внатре и ќе ги оставиме убаво да ни се искрчкаат. На крајот ќе додадеме доматен сос натре или доматна салца, ќе видиме што ќе додадеме. Малку сув домат ќе додадеме и сето тоа убаво крчкано ќе ни биде како пред јадење одлично. Тиква и бисквити. Да изчистиме тиквата, ќе изрендаме на ренде тиквата. Во меѓувреме јас ќе направам, ќе изматиме јајца, ќе додадеме внатре малку брашно, ќе додадеме дел од тиквата исто така рендана на ситно, ќе замастиме една тава и ќе ја ставиме веднаш во рерна. Малку ќе додадеме од бисквитите чоколадни, мада јас и не сакам да додадам, ќе видам на крајот може да направам еден прилив од бисквитите за одозгора, ама тоа ќе видиме до крајот на емисијата. Како ќе му одговара? Како ќе му одговара, како ќе ни тргне работата да видиме. Баш така, како ќе им тргне работата, ќе видиме и дали 20 минути ќе бидат доволни денес во тимот на Пиперките сето ова да се реализира од страна на шеф Бобан и неговиот асистент Владо. Да, сега е време да го запознаеме комплетно и тимот на доматите. Шеф Никола да го пречека неговиот асистент и да дознаеме што вкусно тие ќе ни сготват. А таму ни пристигнува господинот Благоја. Благоја, добре ни дојдовте. Добро ве најдовме. Ви благодариме што сте тука со нас. Здраво живо, господин Благоја, добро дојдовте. Повеле да поздравите со шеф Бобак. Господин Благоја, добре дојдовте во Брза Куина. Добро изгледате расположено. Повелете кај шеф Никола ве чекува. Ставете тука трдичка да... А најпрвин да се засладиме со манастирски локум, вкусна вишна. Благодарам. Шефовите ми се на диета. Не им даваме. Вие ако сакате, имате уште за располагање. Ајде сега да видиме. Мислам на тоа. Што се ове, колачиња, некој со кокос, ајде. По тоа што имаме? Киви, лопавата десерче имаме. Суџук, ајде, машал. Модар патлижа. Што се ове? Лепчиња. Супер. Како гиро лепчиња мани. И ова е јунешко дропче. Од кај сте ви регот? Од Велес. Од Велеса. Таму уште традицијата на свадби дропче се дава? Да. Да, како се прави тоа? Има магија некоја тајна таму. Има. Во млеко нешто се кисне стои или не? Не знам. Да, обавезно на свадбите во Велес. Вистина? Да, дропче има на секоја свадба. Се служи. Не И сум многу интересно и многу вкусно. Знам дека рецептот одстојува преку ноќ во млеко, поутредента годинства да се тие работи. Така? Ето, па тоа е тоа. Ние што ќе направиме денеска? Лепчиња, како ќе ги искористаме овие лепчиња? Супер се да можеме некоја плескавица да направиме. А зашто да не може да направиме плескавица? Суџукот ситно сецкан, модар патрижан ситно сецкан, малку блитва внатре, малку макдонос, малку лук и прас, јајце, малку брашно, ќе направиме смеса за ќофтиња. Тие ќофтиња ќе испечеме 2, 4, 6, 8, 4 ќофтиња на скара, ќе ставиме кашкавалче од озгора, ќе ставиме еден убав сос од павлака, ќе направиме пап бургерчиња од суџук. Ајде пријатно. Тоа ќе го решиме као предјадење. Главно јадење дропчето. Ќе го сечеме на тенки ленти, ќе го пропржиме во тава со едно 2-3 главици кромин. Ќе му ставиме внатре. Но прво кроминот ќе го пропржам, потоа ќе го ставиме дропчето, ситно сецкано чадено суџук внатре, ситно сецкан модар патлижан внатре, малку црвен пипер, црвено вино ќе го ставиме до крај на емисија да не диста. Ќе додадеме малку феферончиња внатре, ќе додадеме малку корнишончиња да добиеме еден збогатен вкус, ќе имаме одлично главно јадење. И сега десертов малку ме мачи. Сења, ајде, Сења, активирај се. Овие се... Вакви тешки намирници не Овие можам не се јас суви, да такви се смислам. меки, така да може да ги изблендам заедно со кивите и да направиме еден убав мус, плюс ќе оставиме две као декорација, плюс киви од озгора и ќе решиме проблемот. Ајде, денеска машка брза куина. Ја решија на брзинка оваа равенка со неколку непознати денес во тимот на доматите, но дали 20 минути ќе им бидат доволни? Тоа ќе дознаеме. Ги гледаме шеф Никола и неговиот денешен асистент Благоја. Се е веќе подготвено за стартот на денешната брза кујна. Вие уживајте и гледајте ги вашите омилени тимови. Тимот на Пиперките и тимот на доматите започнуваат. 3, 2, 1, сега. Ајде. Тиквата сега ќе ги чистиме.
Убаво од коричката да излупиме и потоа може да се изренда на ренденци. Ај. Убаво тенко, рендано. Еве, јас ќе ви дадам една чинија тука. Од страната доле имате ренда. Внимателно само со ноживите ве молам. Тука ѓубрето, таму ќе го рендате. Ајде, внимателно, Владо, по полека. Имаме време. 20 минути, А вие рековте, вие верувате, немате никаков проблем. Веруваме. Ете, што ме, така уживајте. И гответе. Веруваме. А и си готвите дома. Да, Да. да, Знаете да си направите се што ќе си посакате да јадете? да. Да поздравиме некого сега. Секако дека има и многу за поздравување. Нашиот Владо си има многу пријатели, фамилија убава. За поздравување, мојот син Боби, Именјак ми е тој. Боби Во Чи- каде? во Во Чикаго. сната Христина и внуците Јорги и Марија. Тие се во Чикаго? Да. Еве, Чикаго не гледаат, Ете еден така. поздрав за нив. Да. Тука секако си имате и Керка и Кирката и друг во син. село Марино, Аха, тука во Скопје. На во село Марино. Блиску до Шебови во Бојковци. Таа тука Керка е со... Снежа, зетот Зоран, внуците Маја и Андри. Маја и Андри во Марино, Скопско, ги поздравуваме. Дедо е денес Поздрав до тука со сите. нас. Поздрав. Ќе ви научи нешто многу интересно, па ќе ви пренесе дома. И уште еден син имате. Во Велес синот Предраг, сната Гордана, внуците Николче и Андре. Нека се сите живи и здрави. Машала, здрави доаѓаат сите. ли на гости? Тука се не. Тие се од Велес се тука. Да. Чикаго малце поредко, подалеку се, веројатно. да. Ама се слушате, се гледа. Чикаго бев 2016 година. Да. Како е таму, господине, убаво е? Доби виза за 10 години. Како ние Два не месеца. добиеме виза за 2 10? месеца бев таму. Браво, И господине. ви важи уште визата? Важи За уште. уште една година. Да. Фатете го вие авионот сега и за Америка. Со Не, бе, Сања. што бе Боби не? На ситно Убаво е ниво, тука. да речем. На ситно, да. Да, на ситно. Боби вика не. Можеш Малце и на на даската. гости. Шеф Никола Волку Крумит. Аха. Ова рендајте го. Ја ќе осецам другото. Како се снаоѓа Благоја? Се снавам му дав тешка задача на господинот да ренда суџук камен торба. Да? Да. Ама не очекуваше нити да биде така тврд? Не очекував, ја гледам дека се мачи господинот, викам не нешто изгледа не знае, ама устари не било до тоа. Тоа бил тврд на вистина. И сега вака ситно ќе го Да, има таму дел изрендано, се помачи малце. Кисачам сега дел ситно, модар патлижан таму ставивме. Кај има мудар патлижан? Модар патлижан ставаме сега таму. таму, тука е крумица. Да, ќе ставиме и таму. Од смесата. Благоја, вие исто така сте навикнат во кујната да готвите, затоа што сте пензионер, а сопругата се уште ви работи? Она е наставничка уште работи. Да. Ја поздравувам. Еве еден поздрав. Светлана, Господја Светлана. синот Маријан и Гора. Маријан и Горан, еве поздрав за целата ваша фамилија. Што ви рекоа ако им кажавте дека со Влада ќе дојдете во брза кујна, ви поверуваа? Па не поверува. Каде вика ќе одиш во брза кујна, така ли? Да. Мислам се изрендали тоа. Браво. Одлично завршена работа. Дај ми го тоа што ти остана ваму на даската, стај го, јас тоа секој употреба. Рендато трни го сад таму на... На страна некаде, нема да ни треба сега. Сега што правиме тука? Успели оваа смеса за ќофтиња, шеф Никола? Две јајца внатре ставите. Ајде, мајсторе. Ајде, Овде натре? да. И велите, знаете да подготвите ручек, Да. затоа што сте дома и Влаго слободен. не правам влаго, а ручек може. Ја не правам. Манџички това, правите? Тука морам да Да. Секоја манџа може да ја направам. Лажица, мешајте. Па, сопругата Ратија, кога ти си дојде дома, не мора да трча во кујна да прави нешто. Браво. Да, задоволна. Не трча. Не ви наоѓа мана? Не. А знае некој само да ви посочи може би нешто или... Нешто, да, инаку не наоѓам. Браво. Денес и нешто интересно ќе се научи, се надевам. Вие што работите? Кај се пензиониравте во Велес? И Велес работе по порцеланка, после Динамо Хит И порцеланка, браво. и после се пензионираме пред 3 години. Добре ли е сега во пензија? Супер е во пензија. Ќе прошеташ негде одиме. Има време. Со пензионерите. Со Владо долго време се дружите, се познавате? Да, долго време се дружиме.
И како ви дојде на идеја да дојдете во Брза Кујна? Кој беше иницијатор? Па и двајцата бевме. Викам, ајде отидеме, и А вие верувате дека 20 минути се доволни? не верувам. Не верувате? Нема шанси. Сега ќе се уверам. Сега Чекај, гледате. до кај сме таму? Уште треба. Чекај, ќе мешаме сега, ќе го направиме тоа Не ни убаво. верува Благоја. Што правиш Боби ти тука? Торта ли ке правиш? Ќе правам торта на правцање. Колку јајца имаш тука? 3 јајца, шеќер. Убаво да ми стане пенасто, сакам малку јајцето. Ќе додадам натре од тиквата која што господинот ја аренда. Ќе додадам брашно малку, ќе додадам малку концентрат од рум и малку бисквити ќе додадам. И се до тоа лоредно оди на печење. Тоа ти кварник некако. Па нешто слично на тикварни. Со лажите сењата молам ми треба тоа смесата внатре. Демек јас ќе земам и ќе ја истурам. Да се научи пета сезона ми е. Еј! Не ми верува Боби мене. Но дали му верува Владо, тоа не знаеме. Владо, верувате ли вие за 20 минути? Веруваме. И како Благо ја не верува? Веруваме. Кога ќе види тоа ќе верува. Се молам малку само. Кога ќе види тоа ќе верува. Како Значи, може да не вие си верува? верувате, добра. Како може да не верува? Не знам ја да си прашам. Мене Боби не ми верува кога ќе ја смешам тавата. Ако? Како оди тиквата? Синот ќе гледа, секој вечер гледам и како стасува за 20 минути, нормално е тоа. А тоа што гледате верувате? Па нормално. Добре, еве денес сте тука на листа место. Нема на што. Тука ќе додадеш јурда? Не додавам урда, поради тоа што е солена, ја пробав. Не сакам да го уништам десертот, сакам да му направам еден превод десерт на господинот. Многу ми е добро расположен, едва и чекал за да дојде на Да ви Брза кажам, Кујна. големо задоволство ми. Ви благодариме. И на нас, господин. И нас, бака Многу кога ми е ве драго. гледаме. Види се ја што е во? Да, навистина се доби убава пената хлеба. Да. Добро ме, господине, да видиме. Само уште двено, а? Доста ни е тико, Нека нели? Тоа не, ќе му го најдеме може крајот. Да. Горет? Па да не биде само на тиква. Ај, сега ќе ја додадеме тука тиквата. Ќе додадам тука тиквата уште малку само да стане попенеста и прекинувам со матење. Тиквата нежно полека ќе измешаме се, малку брашно, малку пeciво и се до тоа оди горе на пече. Тавата плекот подмачкан со путер. Подмачкан не, со хартија ќе овој пат. Аха, со хартија ќе биде. Добро, Боби, одлично, еве супер изгледана. 12 минути, одлично. Толку ли имаме? Уште 12 минути. Што мислите, дали ќе се запече сето ова? Горет. Сега брашненце. А чекај се, знае ли зошто во Велес? Што? Зашто во Велес за свадби се дава дропче? Не знам сења, тоа е сум го Не, јас сретнал не. ја и сакам да ми пише некој како го прават, пошто многу е вкусен. Јас знам дека и мајка ми едно време така во млеко го шчуваше, веројатно за да биде, не знам, помек, појма немам, Вајде да се исчисти во млекото. можеби. Ама еве, па и вака е убаво. Но ете, велешани кои што ја знаат тајната на тоа дропче, Брза Кујна може да ни пишете или на нашите Приватно нека шефови. ми пишат мене, ја не ја откривам. Ајде! Абе за себе да си направам. Ако. Или нека го викнат на свадба негде во Велес. Може. Ем ќе си поигра некој орце, ем ќе си касне дропче, ќе влезе во кујна и директно со шефот. Така ли е, Благоја? Да. Вие сакате дропче? Да. Така? Сакам да ги поздравам од Крива Паланка роднини. Имате, во трофи за Крива Паланка, од таму ви е потеклото? Од таму ни е потеклото. И сега имавме свадба. Девојчето замина за Кувајт. Таму се Нека омржи. е со среќа, значи отиде нашата македонка во Кувајт. Да, Убава ли беше свадбата? Многу убава Имаше ли гости свадбата. од Кувајт? имаше многу гости А каде беше свадбата? Во Крива Паланка? во Крива Паланка. Нека е само за убава, со среќа на Три младите. воделици таму ги викаат. Така, имаше што да се покаже на сватовите од Кувајт. Да, И како Тие ти готови ли си? Готови. Браво. се бендисали македонската свадба, македонската музика? Играа ли оро? од тука се мислам и момчето и девојчето. македонец е? Македонци се, а таму живеат. Таму јас па мислам дека се од Кувајт баш, но како и да е, значи македонци кои што живеат во Кувајт, ете, нека е со среќа и нека си имаат убав живот. Успеваат ли, шеф Па Никола? еве сега по тебе, успевате или не? Успеваат. А?
Да. Види како убаво. И одлична мерка Дури ја имате, би зелен. сакал овие, штета што имав суџук. Да немав суџук, вегетаријански би ги направил. Па ти не Со мораш- тикви, ама не што ќе му можеш. правам ја Да. за суџукот? Така е. Да има тиквица, модар, патежан, печурка, некоја убаво измешана се за многу сакам така. Да. Вегетаријански. Но овие ќе Во бидат некоја исто следна така прилика. убави. Сега вака. Ај, Охо, обарене малку карпиолот. Обарен перфилот. Дозгорка ми добава малку кашкавалче. Вака изгледа убаво, се тоа кој оди во ревна. Малку кашкавалче. Боби ништо трчаш ти овие денови. Сања, сакам да стигнам се. Ај, Оригано. Ми е потребно малку, Сања. оригано рече? Да, Повели? ти благодарам многу. Ето така. Ај, Оригано. едно по едно. Одозгора. Малку ќе додадам и Крем за готвење. Владо, како изгледа? Добро ли е? Добро е. За мезе ќе го видели? Ќе го биде како Да? Си сакате вие така да си замезите, да си правите мезен со пријателите? Да? Лесно. Да. Често знаете ли со Благоја да отидете некаде во некој кафеанче, така? Работиме заедно и одиме секаде. Аха, а каде работите заедно? Граѓевина. Да? Да. А, значи нема за вас пензија. Ве бараат. Па да. Да, супер. Па така избулбува поминува времето. Кај завршиме работа, од кај тој дан кај друг и така не мине времето. Ви минува времето за... лукче. Еве, господин, изчистете го. 2 чешња убаво ситно исицкано. Добро. И освен што знаат и да подработат од градежништво, да си седнат во кафеанче, знаат и двајцата дома да си изготват нешто. Хвала Богу. Ете, кој што сака нека каже, но оној кој што сака може. Не може само тој што не сака. Да. И е перфето одлични тестенини, 100% дурум пченица. Колку се убаво сварени. Ви има во сите подобро снабдени маркети каде што можат нашите гледачи да си ги купат и да си ги пробаат. Правче пропржено, карпиолче убаво пропржено, сув домат. Е тоа сака да те прашам нешто, гледам ти додал суп дома. Сега ќе додадам и од водата внатре. Сакам убаво да попримат од сите вкусови. До крајот на емисијата ќе имаме одлично. Предјавење. Ето, тука Супер. нека види да не ни Одлично си спадне. изгледаат овие тестенини. И еве го сега. Одлично. Ај сега овие на ситни коцки сецкај ги. И тие колочињата што се на ситни коцки се тука на масата. Сега, Што правиме сега? што правиме? Сакам овие да ги ставам малку уредно. Зошто? Пошто доста ми се дебели, да не ми останат живи внатре. А и од друга страна сакам да им ставам и кашкавалче од озгора да се растопи, за да не ни бидат суви. Може. Може ли така? Сакаш рендано кашкавалче Не, или не, ќе ставам по едно парче. Добро. Знаеш што ќе ставам сега и кетчап, Замисли. Еј, замисли, твоето омилено. Не требаше да те подсетам. А, дојдам одма, знае Гледај, дека... пошто и така ќе треба на лепчињата на бургерите да ставам, ја ќе ставам веднаш овдека кетчап сега. Вака ставам по едно парченце кашкавал. И ова 2-3 минути мислам дека ќе биде доволно да ги спремам лепчињата полека. Благо е вака, гледајки, би можеле и вие ова дома да го подготвите сега? Можам сигурно. Да? Да. Одлично. Работите и градежништво? Работам, Да. приватно. Приватно. Некогаш, ете така, кога има потреба, Има ве потреба. викаат. Да. Да. И така и се дружите повише со... Браво, и колочињата мајсторе се. И А има потреба од тоа? Работници се помалку? не, работници нема. Се повеќе се гради, а помалку Кај работници што има. работев на Паме викаат таму, фабриката мајстори ја бев, дреар бев. Што бевте? Дреар. Дреар, што е тоа? Делови правиш. И, значи, работници нема, И пензионерите ги викаат. ги викаат пензионерите. Зашто младите летна. Отидоа. Ете, Отидоа и не се Или летна враќаат. или не сакаат да работат таа работа. Сите странство. Сите се во странство младите. Многу братушет ми. убаво, замерак. Неговите се исто странство. Ке ги поздравиме сите кои што не гледаат, а Сега, се ајбе, пикни одселени. два прста, извади го, а не ви собира раката внатре. Што мака си имаме, големи раце имам. Ја не знам зашто ти треба рака кога имаш вилучче. Така ли? Па добро е, те гледаш. Едната или две? Не бе, едно, доста ми е за бургерчињата ми треба. Чиста работа.
Сега ја во киселина, знаеш, после нема да можам да издржам. Па да те намамам да пикнеш рацете. Абе, не бе, неќе. Еј, ветер да ја однесе, бе, што чурук жена беше. Не ме носи цврсто појам. Ајде да видиме, тука сега рековме кари. Одлично одговара со пилешко. Одлично, господине, браво. Тука што имаме сења? Ваша омилена Лесна работа и омилена работа. урневес. Што да ви Да, кажам? ни остана урда, лукче ситно, сецкано пропрживме сања. Чикаго го бе. Додадовме внатре малку црвен пипер. Синот вика, тате, ручек да ми направиш. Каде правите? Во горе во Чикаго правите? Да, јагнешко со спанаќ. Браво, секоја чест. Кога дојде- Прсти да изедат. Кога дојде децата, дедо што има за јадење, се радуват, мириса, запршката ја направи убава. Што да ви кажам? Така да- Сигурна сум дека уште го памета тој ручек. И дека Сигурно. со нетрпение Јас чекат па да им извинувам, подготвите. Поминувам, Извините ви. само да сервираме. Ето, затоа што времето си врви. Времето врви. Ете така, тука. Ова може да носам тamo. Не, рано е. Рано е. Ајде. Уште имаме време. Ето така хубаво изгледа. Со што ги премачила после павлака? Да, павлака со малку лукче измешав. Ставив водозола, корнишончиња ставив. Сега, одозгоре кидат нашите ќовтиња, кои што се во редна, ќе ги поклопиме со другото лепче. Имаме одлични сендвичиња денеска. Ова ми е Вие готово, ова ми го фали малце сервирате овака? Браво, Благоје. Ето, пиперчиња. одлично, имаме убав десерт, свеж. Сакате Благо? Да, ретко јадам, па Ама не правите дома колачи торти? Не правам. Тоа никако. Тоа, како беше, Силвана? Светлана. Светлана? Ова се прави, ја не правам тоа. Така, ето. Господјата сигурно сум дека одлична домакинка. Без вере, таму тоа Наставника готово од прво до четврта или? Од 5 до 8. Од 5 до 8. Кој предмет? Техничко. Техничко, ете, поздрав за нашата Светлана, која што сега ве гледа. А јас полека бегам кон средина, затоа што зборувајќи и готвејќи, времето на вистина бргу поминува, па така нашите Владо и Блага имаат само уште 2 минути време да ја постават трпезата. Ајде. Владо и Благоја ги напуштаат шефовите, приборот, виното и салфетките треба да ги постават на трпезата, додека шеф Бобан и шеф Никола треба да завршат со сервирање на веќе подготвените јадења. Така. На Владо не му се слуша. Ајде, Владо, акција. Виното ви е тука. Јас ќе го завршам остатокот. Земете го виното, Немој да ми се гришиш. приборот и салфетките и ставете ги на трпезата, како и подготвените чини со она што е веќе подготвено. Еве ги како изгледаат одлично овие бургери. 4 стапчиња. А шеф Никола сето тоа го сервира одлично. Десертот може да го ставите, готов е. И стапченце за бургерите да бидат убаво. Повели шефе. Ај. Тоа комплет, да. Ете така, одлично. Владо и Благоја супер си ја завршуваат работата. Можете и тестенините, Владо, да ги ставите на трпезата кои што се веќе готови. Може, тоа е готово. А ние чекаме да видиме како сето ова ќе се изреализира. И дали оваа последна минута ќе биде доволна за шеф Бобан и за шеф Никола. Дропчето си крчка. Одлично изгледа, може би не е како на велешките свадби, но и ова наше дропче изгледа сочно и примамливо. Ајде. Некаде сме пред крајот, што значи шеф Бобан и шеф Никола треба малку да се подрастрчаат, затоа што ниту времето има милост, а ниту јас имам милост кога станува збор за она што све треба да биде поставено на трпезата во последните секунди од денешната брза кујна. А имаме само до крај 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Јас немам милост, а немаат ниту шефовите, па 20 минути така добро им доаѓаат секој ден да никогаш не успеваат нешто да останат недоправено или да задоцнат. Еве, и денес имаме подготвено се, а секако и заслужена пауза за краток одмор. По паузата ги пробуваме јадењата и дознаваме кој тим е поуспешен. Епа, драги мои, 20 минути, видовте како бргу ни помина.
Иако се изнамуабетивме и си дознавме ете убави работи за нашите асистенти, шефовите беа толку сконцентрирани на тоа што го подготвија да сега на крајот имаме одлични трпези, неколку вкусни јадења кои што сум сигурна дека Владо и Благоја чекаат да ги дегустираат. Благоја, како изгледаше целиот процес еве вака од оваа страна сега? Од оваа страна многу брзо. Не очекував. Поубаво каде е? Пред ТВ екраните кога гледат или тука? Тука е поубаво. Тука. Да. Тука е пубаво, може да се осети мирис. Да. се Ама вкуси не ни храна. веруваше кога дојде Благоја. Се па сега е, бете. Сега верувам. Па сега. Ова кој го подготви тука? А ние двајца? Двајцата? А, нормално. Видите како може со 4 раце и добра организација. Владо гледа исто не му се верува. Брзо да имам коментари. Значи, завршена работа за 20 минути. Како машинки се шефовите наши. Да. Струја работат. Ај некојаш и кога нема струја ти е работа ти лет. Шефовите немат... Абе, вистински домаќин е господинот бе. Без него ништо немаше да направиме. Најмногу мерек, мислам дека му падна на урневе салатата. Помире, боги, урда имаме, урневес нема да имаме. Имаме господин Ајде урневес ќе видиме. направиме. Од кај ќе почнеме? Може. Најпрво ќе почнеме со ладно предјадење, тоа ни урневесот. Имавме една преубава урда, која што додадовме малку сол, само и бивер, поради тоа што не беше толку многу солена. Во меѓувреме, господинот изљупи 2 чешиња или 3 лукче? Две ситно сецкани ги ставивме во тава со малку путер, убаво да ни се пропржат, додадовме една лажица црвен пипер и на крајот го ја попаривме урдата од озгора, убаво ја измешавме, ги соединивме вкусовите и ја сервиравме во еден калап со малку перца од младо кромиче. Малку Макдоналдс додадовме и имаме одлично предјадење. Урнебес, повелете господине, дегустирайте и уживајте. Ке ужива ли сега? Владо, ќе му се допадне ли ова урневе салата без ракиичка денес? Многу убаво. Убаво. Се чувствува лукчето, господине? Да. Да? За сол се е Го добро обожавам лукчето тама. Одлично. Тоа е првото предјадење, има уште едно предјадење, тоа се тестенините кои што ги имавме. Најпрво ги ставивме тестенините да ни се сварат, во меѓувреме направивме еден сос доматен од ситно сецкано прашче пропржено со малку масло за јадење кристал, додадовме внатре исто така и карфил кој што го имавме, цветот убаво ситно сецкан, откако сето убаво се пропрши, додадовме внатре малку водичка да ни се обори карфилчето, додадовме сув домат и додадовме доматен сос. Оставивме сето тоа убаво да ни се сварат тестенините заедно со самата течност, ги додадовме во тавата, крчкаа до крајот на емисијата, на крајот малку мешан зачинеленка оригано и при декорација додадовме и урда од страната со ситно сецкан копар. Одличен вкус, јас ги пробав, превкусни се, многу се сочни. Јас ќе земам вака малку и од урдата, малку од тестенините, карфилче, прашче. Господине, внимавајте, жешко е многу. Да. Дегустирајте и уживајте. Вкусни беа. Сега не знам со урдава, мислам дека уште повкусни ќе бидат. Сега ќе ни кажа Владо. Одлично. Ви се допаѓа, господине? Убаво. За вкус се Убаво, убаво. Одлично. Имаме уште едно предјадење, карфил потпечен со урда и кашкавал. Најпрвен карфилот го исековме така едно убаво парче од средината, оставивме веднаш да ни се вари во солена вода, откако ни се обари го ставивме на тава за печење, од озгора додадовме урда, ситно сецкан кашкавал на коцкички, малку оригано и крем за готвење. Отиде варира да ни се запече. И имаме уште едно предјадење. Има да бира Владо што од ова ќе подготви дома за своја душа. Има да време. Има занимација сега. Поверете, господине, внимавајте малку е жешко, думнете си пред дегустација и уживајте. Вака изгледа како комбинација интересна, но дали е вкусно сето ова? Вкусно, убаво. Многу убаво, вкусно за мерак. Одлично. Карфилчето омекнато. Одлично, да. На здравје нека ви, господине. Фала. Тоа беше нашето Здраве, предјадење. Денис. 3 предлози за предјадење во тимот на пиперките, а сега наред е во тимот на доматите да се префрлиме, каде што шеф Никола се потруди така и убави бургери да ни подготви, навистина изгледаат за ние десетка. немаме 3 предлози за предјадење, затоа имаме 4 бургери за предјадење. Да направиме убави бургери, господинот донесе лепчиња,
донесе суџук и модар патлиџан. Па си реков зашто да не можам да направам ќофтиња или плескавички од рендан суџук, половина рендан, половина ситно сецкан. Внатре ставивме рендан модар патлиџан, потоа додавме ситно сецкано младо кромиче, едно чешне лук, ситно сецкан кашкавал, 2 јајца, брашно и зачини. Цела таа смеса убаво измешавме, ја ставивме на скара да ни се пече, потоа ќофтињата ги извадивме, ги ставивме на хартија за печење, додавме малку кетчуп, парче кашкавал и ги ставивме во рена да не се допечат. Лепчињата кратко ги запекавме на скара, додавме кисела павлака, корнишони, перцал младо кромиче и ги спојивме во едни убави бургери. Сега на вкус како ни се? Јас сакам да го исечам. Како е тоа внатре во средина? Сите чекаме да видиме. Не ми бегај. Опа. Ова ќе го земе за тука. И еве внатрешноста. Ова, види го. О, како убаво сочно, господине. Фантастично. Ова седе со рака, мај ние да бидеме малце покултурни, ќе земеме вака со прибор, може? Повелете. Уживајте, господине. Кој би рекол? Дека од овие намирници можевме на крај да добиеме Многу ми се бургери. допаѓа структурата што не е суво внатре, баш така сочно. На вкус бургер од суџук и од модар патлиџан. Ајде, видам се. Супер идеја, ми се допаѓа многу. Да, навистина убава идеја и за нашите гледачи, доколку дел од овие намирници ги имаат, можат да си направат бургери. Супер. Сега ќе одиме кон главните јадења. Во тимот на пиперките имавме копанчиња. Да, имавме копанчиња, тоест надкопан Надкопан, имавме. да. Надкопан. Јас го обескостив надкопанот и го отворив така малку по страните, ги засеков тетивите, му додадов мешана зачинеленка и ги ставив веднаш на скара, добро загрејана да ни се испечат од двете страни. Во меѓувреме направивме еден убав крем сос од кари со урда. Најпрвин додадовме една куцка путер во тава со малку кари, убаво да ни се пропржи карито, само внимаваме да не ни загори карито. Потоа додадовме внатре крем за готвење, додадовме 3 лажици урда внатре и се до тоа го ставивме убаво да ни згусне. Крај додадовме малку водичка, ги додадовме надкопаните во самиот сос да си крчкаат и оставивме едно минимум 3-4 минути убаво да попримат од вкусовите. Во меѓувреме ни остана карфил, карфилот го ставивме во солена вода да ни се свари, потоа го ставивме во тава со путер и масло за јадење кристал, додадовме малку ситно сецкано лукче, додадовме малку буковец, оригано и мешан зачинеленка. Убаво го пропрживме и го сервиравме како декорација, како гарнир за нашето главно јадење. Ево вака се јас ги исечам од надкопанот. Меко, убаво подготвено, сочно. Така е. Многу сочно. Господине, повелете, дегустирајте, уживајте. Фала. Се надевам ќе ви се допадне овој вкус. Земете си го и карфилчето после. Ете така. За да биде целосен впечатокот. Да. Многу е меко, омекнато е. Убаво е сварено. Убаво е. Убаво, многу убаво. А изгледа ли вака вкусно кога гледате дома брза кујна, кога гледате како другите Кога ги гледаме, кажуват дека е вкусно, вкусно е. си викате зашто не сум јас таму да пробам? Еве денеска сте тука и пробувате. Ви благодарам многу. Тоа беше главното јадење. Сега ќе го пробаме ние јунешкото друпче подготвено на наш начин, а Велешани знаете. Шеф Никола ја очекува вашата рецепта за вашето дропче кое што традиционално го сервирате на свадбите. Јунешко дропче доста сочно изгледа вака. Што направивме? Најпрво во тава додавме 3 главици ситно сецкан кромит. Потоа ставивме 3 чешни јалук, модар патлиџан на коцки и суџук. Од кога убаво се издиста, го ставивме дропчето исечено на ленти внатре, му додавме црвен пипер, додавме буковец, мешан зачинеленка, бибер и малку сол. Потоа додавме вода и го оставивме до крајот на емисијата да се крчка. Па мислам да го кажа се. На крај додавме само малку ситно сецкан макдоналдс и го сервиравме убаво кремасто. Погледнете колку е сочно, многу ми се допаѓа. Штета што нема да можам да пробам. Па нарежен сум бе, Боби. Ти заборави, Боби. Пред мене не смее уште да пробам. 26 дена, Боби. Не бе, имам уште 25. Не, среќа па краток е февруари.
Ќе држам се, тоа е што да правим. Го пробав само сосот. Ако. Морам да пробам, не јадам, пробав само. Сочно. Ти не јадам дробови тоа джемели, а ова... Ама ова е како губа, да не заборам корнишони ставив натре и кисели пиперчиња, не фиферонки. Супер. Преубаво. Браво. Тоа е тоа. Ета, му благодарам на тимот на доматите. Сега водиме повторно во тимот на пиперките, затоа што треба да се проба и десертот кој што го имаат подготвено. Јас искрено и заборавив што имаат намирници. Тиква има, тиква. Тиква. Значи Па на не се самиот гледа. почеток веднаш господинот ја излупи тиквата и веднаш почна да си ја ренде на ренде. Јас земав во длабок сад, искршив 3 јајца, додадов една лажица шеќер, не додадов повеќе шеќер поради тоа што беше сладка тиквата, додадов еден ванилин шеќер и сето тоа убаво го измативме да направиме една убава цврста пена. Потоа додадовме внатре 2 лажици брашно, додадовме малку масло за јадење кристал. Господинот тиквата која што изренда ја додадовме исто така внатре, направивме едно убаво тестенце каде што го ставивме во една тава за печење обложено со хартија. Најодозгоре додадовме од бисквитите кои што ги имаме за да имаме оној кранчи вкус, малку поинтересен вкус да имаме одличен колач. Не стигнав да го извадам од хартија, меѓутоа толку имав време. Сега ќе пробаме да видиме како изгледа тоа. Вака изгледа воздушесто кога го сечеш. Многу е воздушесто, да. Ево вака да видат гледачите како изгледа внатрешноста. Види се прекрасно од ванилата. Повелете, господине. Засладете се и уживајте. Одлично печено, одлично приготвено. Како е на вкус? Со чајче ова би Вкусно, благо, убаво, за мерак. Нема грешка. Тоа е нашиот десерт за денес. Нашите асистенти не може да не измамат затоа што нивните погледи говорат многу кога станува збор за тоа колку јадењата од шефовите се вкусни. Владо, одлична гестикулација како крај за денешната кујна во нивната трпеза секако во тимот на пиперките е сега Благо ја се посвети на десертот во тимот на доматите. Да, му дав работа на господинот да направи десерт и што поточно направивме, сега ќе објасним, имавме киви и едни колачиња со кокос. Половина од кивите и половина од колачињата ги ставивме во еден блендер, додававме малку рум внатре, додававме плюс уште малку кокос, ставивме ванилин шеќер внатре, додававме свежа нане и сладка павлака. Сето тоа го изблендиравме и направивме еден убав мус. Најодозгоре го збогативме со остатокот од кивите и остатокот од колачињата. И сега ќе променим што сме направиле. Ќе се јаде ова или нема да се јаде? Вака убаво изгледа, кремасто. На вкус би требало да е добро. Убави намирница да дадов. Многу. Да? Лапни голд, не? Да. За мерак. Две кујни за прав мерак. Денес подготвени интересни јадења, задоволени се вкусовите на нашите асистенти, но што ќе кажат колегите зад камерите во однос на оценката кој тим денес е поуспешен. Дали поуспешни се тимот на доматите, шеф Никола и неговиот асистент Благоја? Или пак како поуспешни заминуваат тимот на пиперките, шеф Бобан и Владо? И да, колегите со тешка одлука. Кој тим ќе биде поуспешен? Сега знам дека и вие го очекувате одговорот. И навивате пред ТВ екраните. Велес на нозе, а 3000 денари одат во рацете на асистентот на тимот на пиперките Владо и шеф Бобан денес. Честитки Владо, ете за вас ваучер во вредност од 3000 денари. Фала. Да сте ми жив и здрав. Меркур има се што сакате. Во Меркур ќе си испазарите сега. Честитки. Да сме здрави, живи. Така си е, најважно е тоа. И да не заборавиме полни раце подароци од нашите пријатели, манастирски локум, направен по традиционален рецепт од Беро. Повелете, господине. Фала. Гурман, одлична зимница, многу вкусна, исто како и домашната. Повелете. Фала. Перфето, одлични тестенини. Денеска имавме за предјадење, број 1 се на пазарот. Повелете, господине. Фала. Кристал, добро познатото масло за јадење, зачино, теленка и уште многу други производи. Од Велес. Од Велес, така и господине. Од Велес за Велес. Што бевте мој асистент. Фала. Многу здрави и среќа.
А честитки и за тимот на томатите, шеф Никола и Благоја одлични денес. Благоја, ви благодариме за учеството, бевте супер асистент. Една убава Честитки кујнска за вага да вас. се сеќавате на гостување до Брза кујна и подароци од нашите пријатели, манастирски локум, направен по традиционален рецепт од Берово. Тука ни е превкусната гурмано зимница, исто како и домашната, повелете. Едни од најдобрите тестенини на пазарот, перфето, број 1 кога се работи за тестенини. И добро познатото Кристал, масло за едење Еленка Зачинот, уште многу други производат Кристал, повелете господине. Благодарам за учеството многу. Мило ми беше. Драги мои, ние тука завршуваме со денешната Брза кујна. Верувам дека уживавте во се она што шефовите со своите асистенти го прикажа и сите овие рецепти кои што беа споделени во денешното наше издание. За повеќе секако следете ни и утре повторно во 17 часот. Довидување.